Почитуван господин Хосин Карими, амбасадор на Исламска република Иран во Македонија, почитуван господин Мехти Ширази, аташе за култура, драги гости и љубители на филмската уметност, добра вечер. Пред неколку години, кога за прв пат го организиравме фестивалот на ирански филм, односно неделата на ирански филм, имавме еден гостин од Иран, режисер, кој што во еден наврат изјави дека во Иран на времето сите сакале да станат поети, а во овој момент, значи во последните 20 години, сите деца сакаат да станат режисери, затоа што филмската уметност е најпопуларна и најславена во Иран. Меѓутоа, денеска нема да повлечам аналогија помеѓу иранската поезија и иранскиот филм, меѓутоа, мислам дека и персиските килими се добра аналогија за филмот и уметноста на современиот Иран. Така што нема да сгрешиме со тврдењето дека создавањето добар филм е сличен процес како изработка на најфин килим. Како што најпрвен сценаристот, односно режисерот, внимава на секој збор кој треба да ја долови посакуваната емоција, сцена и действие, така ткајачот треба да ја направи совршената скица што треба да го долови посакуваниот мотив. Како што режисерот ја предводи малата армија креативци пред и позади камерата, составајќи ја посакуваната симфонија од складни слики и звуци, така ткајачите филигрански и трпеливо, баш трпеливо, ги компонираат сите нитки во една голема слика. Како што филмофилите им се восхитуваат на големите мајстори на сликата и звукот, мајсторски вкомпонирани во двочасовно патување низ светот на емоциите, така посетителите на домовите во кои има персиски килими не можат, а да не оддадат признание на мотивите, боите, мекоста и квалитетот распослан на подот, а понекогаш и на цидот. Иранската кинематографија секогаш имала филмски мајстори чии приказни слободно може да се споредат со надалеку познатите персиски килими. Не само заради тоа што во современиот Иран секогаш гледаме една од главните наследници на некогашната персиска култура и цивилизација. Во филмовите на иранските режисери секогаш постои таа трпеливост во раскажувањето, како најфино ткајање на мотивите и емоциите што ги водат актерите до климаксот на приказната. Овој избор, кој што годинава ќе го гледаме, од 6 наслови на современата иранска кинематографија, иако во временски распон подолго 3 деценија има таа заедничка обединувачка нишка во начинот на третирање на социјалните теми. Овој избор ги обединува старите мајстори на филмот како Абас Киаростами и Маџид Маџиди и нивните антологиски наслови од 80-тите години на минатиот век со понови огледи на нивните наследници во иранската кинематографија. Затоа, не случајно, сториите на 6 филмови во овој избор го има тој мал човек како голем јунак на животот и семејството како цел еден свет на неговата најзначајна сцена. И како што секој персиски килим станува убав дури кога гостите и намерниците ќе зачекорат на него, така и секој филм е убав кога киносалата, како вечерва, ќе се исполни со сопственици на љубопитни погледи на филмот. Иранскиот филм секогаш е добредојден за љубопитство. Ви благодарам што вечерва сте овде, да го погледнете Децата на рајот на Маџид Маџиди. Во сабота ја завршуваме презентацијата на иранската филмска култура со Каде е куќата со легендарниот филм на легендарниот режисер, значи Каде е куќата на мојот пријател на Абас Киаростами. И во оваа прилика би сакал да го повикам Мехти Ширази, аташе за култура, да ви се обрати. Благодарам. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت عالی جنابان، خانم‌ها، آقایان و هموطنان عزیزم و مردم فرهنگ دوست و با فرهنگ مقدونیه شمالی.
Во името на Господ би сакал да ве поздравам вас, ваши ексцеленции, дами и господа, сите присутни, мои сонародници и граѓаните, љубители на културата на Република Северна Македонија. به همه شما صمیمانه خوش آمد میگم که در اولین شب از هفته فیلم ایران شرکت کردید و تشریف آوردید به سینماتک. Исто така би сакал да ви изразам топло добре дојде и искрено добре дојде на сите вас кои вечерва сте присутни на церемонијата на отварањето на неделата на ирански филм во Скопје. امسال ما 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن میگیریم و 40 سالگی در فرهنگ اسلام نشانه تکامل و بلوغ است. Ние ова година славиме 40 години од победата на исламската револуција во Иран, а во исламската култура 40 години е знак на перфекција и на зрелост. انقلاب اسلامی دستاوردهای زیادی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ داشته. Исламската револуција, нашата исламска револуција има огромни достигнувања во сферата на политиката, културата и економијата. در موضوع هنر و فرهنگ که میخوام کمی در مورد آن صحبت کنم، دستاوردهای سینمای ایران شگفت‌انگیز و قابل توجه. А во сферата на уметноста и културата, на тоа што јас би сакал да се осврнам вечерва, несомнено, значи достигнувањата на иранската кинематографија се фантастични и многу значајни. سینمای معناگرای ایران بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است. Моралистичката кинематографија може да се рече дека е можеби најголемото достигнување на исламската револуција. سینمای ایران اکنون و در 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی از دوردست‌های ایران تا سراسر جهان پیام‌آور نجابت، انسانیت، صداقت، درستکاری و همه فضایل نیک است. Иранската кинематографија сега кога славиме 40 години од победата на нашата револуција, несомнено од најдалечните места во Иран па се до цел свет ја праќа пораката на пристојност, човечност, искреност и сите други добри вредности. آوازه افتخارات سینمای ما در همه جهان ترین انداز است و این سینما به سهم خود همه تلاش رو کرده که ندای انسان دوستی، معنویت و نودوستی باشه. Исто така мелодијата на иранската кинематографија несомнено се слуша низ целиот свет и оваа кинематографија се потрудила секогаш да биде гласот на човечноста и добрите вредности. سینمای امروز ایران نماد تمدن، فرهنگ و هنر ماست و انقلاب اسلامی رویکرد جدیدی رو در این سینما ایجاد کرده است. Денешната иранска кинематографија е символ на цивилизацијата, културата и нашата уметност и исламската револуција воведе еден нов поглед во оваа кинематографија. این رویکرد جدید عمدتاً بر پایه توجه به اخلاق، انسانیت و جوهره دینی است. Овој нов поглед во поголем дел се заснова врз вниманието кон моралните, човечките и верските вредности. که در نتیجه این رویکرد در سال‌های اخیر سینمای پس از انقلاب اسلامی در بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی درخشیده است. И како резултат на овие вредности во последните години кинематографијата по победата на исламската револуција блескала на многу меѓународни фестивали. آنچه که توجه مخاطبان بین‌المللی را به سینما ایران جلب کرده، گونه متمایز این سینما، موضوعات خاص، پدیدآورندگان و ارائه فرهنگ عمیق ایرانی در فیلم هاست. Тоа што највише го привлекува вниманието на меѓународната публика кон иранската кинематографија е тоа што оваа кинематографија е посебна, третира посебни теми и исто така значи ја презентира оригиналната иранска култура во филмот. سینمای ایران نخستین جایزه معتبر خود را در سال 1974 کسب کرد. Иранската кинематографија, првата меѓународна и вредна награда ја има добиено во 1974 година.
فیلم های ایرانی تاکنون بیش از 3400 جشنواره فیلم شرکت فعالیت داشتن و در حدود 3700 جایزه رو از اون خود کردن که سالانه در حدود 92 جایزه به فیلم های ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی تخصیص پیدا کرده. Od това време до денеска иранските филмови се присутни и активни биле присутни и активни во над 3400 фестивали низ целиот свет со околу 3700 добиени награди, што споделено на години доаѓа од прилика 92 награди годишно. به طور نمونه میتونیم به 2 جایزه معتبر اسکار در سالهای 2012 و 2017 اشاره بکنیم. Тука, несомнено, може да покажуваме на двете највредни, можеби, награди добиените Оскари до 2012 и 2017 година. همه اینها نشون میده که سینمای ایران رو به پیشرفت و مخاطبین حرفه‌ای رو به خودش جلب میکنه. Сите овие достигнувања се доказ дека иранската кинематографија напредува и секој ден привлекува што повеќе професионална публика. ما خوشحالیم که در کشور مقدونیه شمالی نیز سینما ایران شناخته شده است و مخاطبین خاص خودش داره. И нас навистина ни е мило што иранската кинематографија, иранскиот филм има своја публика и во Република Северна Македонија и тоа не радува. در انتها از جناب آقای ولادیمیر آنگلوف و همکارانشون از مؤسسه سینماتک کمال تشکر دارم. И на крај би сакал посебно да се заблагодарам на господин Владимир Ангелов и неговите соработници тука во Кинетека на Македонија. و تشکر بسیار زیادی از شما دارم که امشب در این برنامه ما حضور داشتید. А посебна благодарност до сите вас кои вечерва присуствувате на оваа церемонија. از همه شما متشکرم و امیدوارم که از دیدن فیلم لذت ببرید. И благодарам уште еднаш и се надевам ќе уживате во вечерашниот филм. امیدوارم که شب به یاد ماندنی باشه. И да имаме незаборавна нощ.